Јас реков за се сум спремен да разговарам, што било кој од учесниците, вклучително и господинот Мицковски, е спремен да го нотира како дел од дневниот ред на кој што ќе работиме. Дали правам уште еднаш обид, ве правам преку вашето прашање. Ред е да се појавиме таму. Ние не мора да се договориме за сите овие прашања, треба да разговараме, оврска е наша. Но не може да барате да бидеме нормална земја, а да не седнете да разговарате за пописот. А пописот Македонија, Сомалија и не знам кои 2-3 други држави го немат од 2011 направено, додека беа тие на власт. Значи, да одложиме уште 10 години. Така да треба да седнеме и да ги заокружиме сите евентуални резерви што некој ги има, за да го гарантираме успешниот процес на пописот. Пописот и треба на државата како леп, и треба за економските параметри, и треба за следна фаза за децентрализација на власта, и треба за рамномерната распределба во регионите, и треба за еден куп секаков вид на здравствени, образовни политики, културни политики или слично. И треба попис на државата. Не случајно на 10 години цел свет прави попис. И да избегнете вакво прашање. Не знам кој е аргументот. Вели предвремени избори, треба да разговараме. Човек, окей, дај за изборен законник да се договориме про. Мислам, така, имаме препораки на ОДИХР. Тие препораки на ОДИХР треба да ги вградиме. Едно време ние се молевме како опозиција да ги вградиме. Сега власта моли да ги вгради, опозицијата неќе на лидерска средба да дојде. Мислам, не го сваќам. Не гледал причина. Еве причина бара предвремени избори, така? Дојде за изборен законник да разговараме. Еве причина сериозна и на крајот јавното обвинителство. Не е само моја обврска јавното обвинителство од државата. Сите ние што се залагаме, јавно зборуваме со полна уста зборови за правна држава, не можеме да оставиме да не се донесе закон за јавно обвинителство. Правосудството е два сегменти: судство и обвинителство. И сега немате закон за јавно обвинителство. И ќе го одложуваме. Зошто? За како што вика, ќе го направам пепел специјалното јавно обвинителство. Зошто да направи пепел? Заради тоа што води истрага за висока корупција на познати носители на функции во ВМРО ДПМН. Па за кој сака нека се однесува, законот мора да важи еднакво за сите. Лидерската средба останува. Таму има уште двајца лидери, покрај мене, се надам ќе биде присутен и господинот Мицковски. Сите теми уште еднаш се потенцијал за разговор на секој од темите. Јас нашите ставови јавно сум ги кажал. Немам намера да исполнувам желба за предвремени избори, иако знам дека ќе победам, напоменувам, знам дека власта ќе победи и сум убеден во тоа, но немам намера само заради тоа да наштетам на економските перспективи пред се на граѓаните. Па се е завршено. Која земја, која станувала членка на НАТО и почнувала преговори со Европската унија, го одложувала тоа и одела на избори? Кога? Ако се плаши дека ќе се настапи на предвремени избори или редовни избори 2020 година со успешност на една влада која што ја внесе земјата во НАТО, отвори поглавје во Европската унија и економските параметри одат до небото и граѓаните почувствувале од тие економски параметри, па заради тоа бара, мислам сите сме свесни и знаеме секој дека има право да прави секакви калкулации, но сепак сите имаме одговорност во државата и знаеме дека одлуките треба да ја носиме заедно. Затоа очекувам да се појави на лидерската средба, тоа е негова одговорност. Јас, како еден од партиципиентите политички, ќе ги туркам овие процеси, заради тоа што се обврска за државата, граѓаните ги очекуваат. Верувам дека час поскоро ќе ги завршиме како процеси, заради тоа што тоа е минимум нешто што треба во овој период да сработиме, а за кој што постои огромен интерес на јавноста и на граѓаните.